Трнорушка. Си биле некогаш еден крал и една кралица кои секој ден си велеле: ех, да си имаме едно дете. Но желбата не им се исполнувала. Еднаш, додека кралицата се капела, од водата излегла една жаба и рекла: твојата желба ќе биде исполнета. За 1 година ќе родиш девојче. Предскажувањето на жабата се исполнило. Кралицата родила женско дете и тоа толку убаво, што на кралот не му останало ништо друго освен да приреди голема свеченост, на која ги поканил не само роднините, пријателите и познаниците, ами и гатачките, за тие да бидат пријатни и добри кон детето. Во неговото кралство имало се на се 13 гатачки, но бидејќи имало само 12 златни чини за јадење, една од гатачките морала да остане дома. Свеченоста била многу раскошна, а кога дошол крајот, гатачките го дарувале девојчето со своите прекрасни подароци. Едната со добродетели, другата со убавина, третата со богатство и со се останато што можело да се посака. Кога 11 од нив го кажале своето пророштво, одненадеж се појавила 13-тата гатачка. Таа сакала да се одмазди зашто не ја поканиле на свеченоста. Не поздравувајќи се со никого и не гледајќи настрана, таа рекла: во својата 15-та година кралската ќерка ќе се боцне од вретено и ќе умре. И не велејќи ништо друго, се завртела и заминала. Сите се исплашиле. Тогаш наред дошла 12-тата, која се уште не беше го кажала своето пророштво. Таа не можела да го поништи лошото пророштво, туку само да го ублажи, па затоа рекла: сепак, тоа нема да биде смрт. Кралската ќерка ќе заспие во 100-годишен сон. За да го спаси од несреќата своето чедо, царот наредил да се запалат сите вретена во кралството. Пророштвата на гатачките почнале да се исполнуваат. Девојката на вистина била убава, добра и паметна, па во неа се влюбувал секој што ќе ја видел. И на вистина, на денот кога таа наполнила 15 години, кралот и кралицата не биле дома, а во дворецот останала само принцезата. Талкајќи така по дворот, таа дзиркала во визбите и одаите. И на крајот дошла до една стара кула. Таа се искачила на врвот по кружните скали и дошла до една мала врата. На вратата стоел рѓасан клуч. Принцезата го завртела клучот и вратата се отворила. А кога погледнала внатре, што ќе види? Една старица си седела со вретено в рака и си предела. Добар ден, бабички, ја поздравила принцезата. Што правиш тука? Предам, одговорила старицата и кимнала со главата. А што е тоа што весело скока и се врти? Запрашала девојката, па го зела вретеното за да преде. Но штом го допрела, се исполнило лошото пророштво. Кралската ќерка се боцнала и веднаш паднала во постелата што се наоѓа во кулата, па заспала во длабок сон. Тој сон се проширил низ целиот дворец. Заспале и кралот и кралицата, кои току-што беа стасале дома. Заспале и дворјаните, и коњите во шталата, кучињата во дворот, гулабите на покривите, мувите на ѕидовите. И огнот што бил распален почнал да тлее, па згаснал. Месото што се печело престанало да чрчори. Заспал и готвачот кој го пуштил својот помошник да си оди, кого заради несмасноста сакал да го грабне за коса. И ветрот стивнал, па на дрвијата пред дворецот не треперело ниту едно ливче. Околу дворецот израснала жива ограда од трња и од година в година таа растела се повеќе и повеќе, се дури на крајот не го опколила целиот дворец и пораснала толку голема што не се гледало дури ни знамето на покривот од дворецот. Низ целиот свет се проширила приказната дека таму спиела убавата Трнорушка. Така ја нарекуваа луѓето. Од време на време ќе дошол по некој принц со желба да влезе во дворецот низ живата ограда, но никако не успевале. Трњето се држело цврсто, не баре имало раце.
Момчињата ке се закачале и останувале да гинат на трњето, не можејќи да се откачат од него. По многу години повторно дошол некој принц и слушнал како еден старец раскажува за трњата зад кои се наоѓал дворецот, како во него 100 години спиела принцезата по име Трнорушка, а со неа и кралот и кралицата и се друго што било живо во дворецот. Покрај тоа принцот разбрал дека многу други принцови се обидувале да влезат низ трнливата ограда, но дека сите се закачувале на неа и несреќно загинувале. Јас не се плашам, извикало решително момчето кога е слушнало приказната за Маѓепсаниот дворец. Ке одам таму да ја видам убавата Трнорушка. Иако старецот се обидувал да го премисли, принцот не сакал да го послуша. Но поминале 100 години и дошол денот Трнорушка да се разбуди. Кога принцот се доближил до трнливата ограда, видел само убави големи цвеќиња. Тие се одвоиле и го пуштиле да влезе во дворецот. Откако влегол, тие се затвориле и повторно станале трнлива ограда. Принцот ги видел во дворот коњите и шарените ловџиски кучиња кои спиеле, а на покривот видел како спијат гулабите кои ги беа пикнале главите под крилјата. Кога влегол во куќата, ги видел мувите заспани над зидовите, а во кујната го нашол готвачот со крената рака кој сакал да го дофати помошникот. Ја видел и девојката со црната кокошка која изгледала како да сака да ја скубе. Потоа отишол понатаму. Влегол во салата и ги видел заспаните дворјани, а горе на престолот ги видел како спијат кралот и кралицата. Секаде каде што ке дзирнал било тивко, така што можел да го чуе дури и своето дишење. На крајот дошол и до кулата. Ја отворил вратата, а внатре ја здогледал заспаната Трнорушка. Таа лежела и била толку убава, така што принцот не можел да ги тргне очите од неа. Тој се наведнал и ја бакнал. Во тој миг Трнорушка се разбудила и милно го погледнала. Потоа и двајцата слегле од кулата. Во тој момент се разбудиле и кралот и кралицата, и дворјаните, па сите се гледале со чудење. Се разбудиле и коњите во шталата. Ловџиските кучиња почнале да скокаат и да мафтаат со опашките. Гулабите од покривите ги извадиле главите од под крилјата и летнале кон полето. Оживеале и мувите од зидовите, се распалил огнот во кујната. Месото повторно почнало да чрчори, а јадењата да се готват. Готвачот го удрил помошникот, а овој пак вреснал. Слугинката почнала да ја скубе кокошката. На крајот, сите ја прославиле свадбата, која била голема и раскошна, а принцот си живеел со Трнорушка до крајот на животот.